Пред 2 дена премиерот Груевски изјави дека финансиската криза во Грција не смее да биде оправдување за Грција за да не се наоѓа решение за спорот со името. По истата логика, економската криза во Европската Унија не смее да биде оправдување за лошата економска политика на владата и не смее да биде оправдување за да не се бараат решенија на граѓаните и на фирмите да им се олесни преживувањето на 2012 година. Затоа, денес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесува нова црвена папка, нов пакет мерки до владата, со што во последните 4 месеци до владата имаме поднесено вкупно 37 економско-социјални мерки. Во овој пакет се содржани оние мерки за кои што зборувавме последните 10 дена и јас оваа прилика ќе истакнам само неколку од нив. За пензионерите предлагаме усогласувањето на висината на пензиите да се прави на секои 3 месеци, наместо на секои 6 месеци, како што тоа сега се прави, и при усогласувањето да се земат предвид поскапувањата на оние производи и услуги кои што би влегле во таа така наречена пензионерска потрошувачка кошничка. Понатаму, предлагаме да се слушне гласот на пензионерите. Пензионерите да имаат свој представник во управниот одбор на Фондот за пензиско и исто така да присуствуваат на седниците на комисиите во парламентот секогаш кога таму се дискутира за закони кои што се однесуваат на пензионерите. Исто така, предлагаме соодветни законски измени кои се однесуваат на приватните пензиски фондови, за да го заштитиме животниот стандард на идни 300.000 пензионери. Понатаму, бараме од владата веднаш итно да каже кои се незините пресметки и очекувања за тоа колкава ќе биде цената на струјата до крајот на годината и до 2015 година. Граѓаните и фирмите мора сега веднаш да знаат колку ќе поскапи струјата, за да можат самите да си направат пресметка што најмногу им се исплаќа. Дали да се греат на струја, на парно, на дрва или на некој друг енергенс. Предлагаме проект Градиме и учиме, со кој што треба годишно во секоја општина на Република Македонија да се прави реконструкција најмалку на едно училиште. Со тоа, наместо стотици милиони евра да се врзуваат во проекти како што е Скопје 2014, парите од буџетот на државата ќе се користат за општините од цела Македонија и учениците од цела Македонија ќе имаат подобри услови за учење. Понатаму, предлагаме да се формира Национален бизнес совет, во кој што ќе членуваат представници на 200 фирми од сите делови на бизнес секторот. И на тој совет ќе разговараат за главните проблеми и решенијата за тие проблеми на македонската економија. Да појаснам, тоа што го предлагаме не е исто со економско-социјалниот совет на владата. Во Националниот бизнес совет, кој што ние го предлагаме, премиерот не е председател на советот, туку тој и министрите само седат и слушаат таму што имаат да кажат и да предложат бизнисмените и опозицијата. Со ова, значи, ја поднесуваме втората папка, очекуваме премиерот и владата да не повикаат, да разговараме, да ги објасниме нашите мерки и со нивна реализација да им помогнеме на граѓаните и на фирмите во Република Македонија што полесно да ја преживеат 2012 година.